Еднаквост и рамноправност меѓу граѓаните, функционери кои ќе му служат на народот, безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, повеќе пари за сите, младите да се вратат дома. Вака Христијан Мицкоски ја најави идната реформска влада, откако го доби мандатот од председателката на Македонија. Гордана Силјановска-Давкова порача дека доверувањето на мандат за состав на влада на Мицкоски е вистински правен и политички чекор. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ, господинот Христијан Мицковски, има сериозна можност да формира влада, односно да освои 61 глас зад својата програма и зад составот на владата. Да не тонеме како држава и како општество во политичкото мучуриште на меѓуполитички препирки, туку да ја развиваме нашата држава, граѓаните во Македонија да се чувствуваат убаво, да нема граѓани од прв и втор ред, сите ние да бидеме подеднакви, да ги задвижиме работите во економијата, владењето на правото ќе биде наша основна водилка, нешто кое што изостануваше, би рекол, овие 7 години. Ние продолживме да тонеме на сите мерења, на сите релевантни рангирања. Перцепцијата за криминалот и корупцијата е огромна. Граѓаните имаат револт во себе, се чувствуваат небезбедни. Тоа представува еден од главните мотиви зашто тие ја напуштаат Македонија. Силна дипломатија која ќе ги штити интересите на граѓаните ќе биде меѓу промените кои ги вети Мицкоски. За постојаните реакции од Грција, но и предупредувањето кое го доби од Мицотакис, дека ќе се соочел со непријатности на НАТО самитот. Мицкоски рече дека не е човек кој лесно се изненадува. Очекувам да градиме добрососедски односи на принципијална основа, конструктивна основа, добрососедски односи кои што доликуваат на 21. век. Немам намера, условно кажано, талибански да се однесувам, ниту пак очекувам некој талибански да се однесува. Моето човеково загарантирано право е право кое што е над сите права. Луѓето што ме познаваат, знаат дека така лесно не се изненадувам, ниту пријатно, ниту непријатно. И може би е добро да ги аргументираме позициите пред тој форум за кој што закажува средба за аргументирање на позициите председателот на владата на нашиот јужен сосед. Паралелно додека се формира владиниот кабинет, во собранието тече процедурата за реорганизација на органите на државната управа. Седницата со законските измени е закажана за утре, а веќе од понеделник се очекува да бидат изгласани со двотретинско мнозинство, кое според Мицкоски е обезбедено.